почитувани до ВМРО ДПМН постојано пристигнуваат индиции за злоупотреба на статистиката заради потребите на власта во заминување. Постојат сведочења за пиши-бриши економски показатели кои излегуваат од државната статистика, а по нарачка на власта за лажно подобрување на економскиот биланс. Почитувани, државната статистика наместо одговори се заканува со тужби, бидејќи беше објавено дека до ВМРО ДПМН стигнуваат сведоштва од вработени, актуелни и поранешни вработени, за фабрикување и испорака на резултати по теркот на потребите на власта, а со цел да се стекнат со подобри стартни позиции до делот на обезведување на средства за буџетот, но и за други политики кои што ги води оваа власт во заминување. Ваквиот чекор, заканите со тужби од директорот Апостол Симовски, само ги засилува сомнежите во јавноста за недоследности во работењето. Заканите ги засоснуваат индициите за пиши-бриши економијата во рамки на Државниот завод за статистика, индициите за манипулација со информациите за растот на БДП, индиции за манипулација за процентот на долгот на државата, што предизвикува лажна слика за граѓаните, но и за меѓународните финансиски институции. Затоа уште еднаш од тука ќе го прашам Симовски. Дали имало вработени кои поднеле оставки заради лажирање и недоследно работење на институцијата? Дали се фабрикувани и објавени резултати по претходен диктат од Илинденска број 2? Дали врз основа на таквите објавени резултати лажно се подопруваат стартните позиции на власта за обезбедување на средства за буџетот, како и за други политики на оваа власт во заминување? Почитувани, ова се сериозни прашања за макроекономијата, прашања кои што навлегуваат во севкупното економско движење и живење во Македонија, прашања кои што заслужуваат одговори од директорот на статистика. Но наместо одговори, од него стигнуваат закани за тужби. Почитувани, се повеќе граѓани се охрабруваат и приоѓаат до ВМРО ДПМН со факти, со докази и со индиции. ВМРО ДПМН знае каде да ја лоцира одговорноста за ваквите случувања. Одговорност за ваквите лажирања мора да има и ќе има по предвремените парламентарни избори. И благодарам.